Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макавре со 449-тото издание, кое што традиционално секој октомври мора да има барем по едно издание кое што е посветено на жанровскиот филм, така што ова е месецот на жанровскиот филм. Имавме огромен број на филмови кои што можевме да ги погледнеме, на 30 на број имав можност во овој месец да анализирам, така што ви направив една селекција од десетина филмови со оглед на тоа што во текот на годината нели цел свет го прославува Хелоуин, кај што сите продукциски компании ги објавуваат нивните најквалитетни хорор филмови тој месец, па затоа имаме најмногу конкуренти за титулата хорор на годината која што прогласуваме во Дансе Макабре. И баш поради тоа избрав 10 филмови во текот на емисијата за кои што ќе ви говорам, кои што ќе биде составен дел од 50 кои што ги сметаме за најдобрите во годината, кои што традиционално последната емисија од секоја сезона, односно во текот на годината, се посветува на Dance of the Dead, односно најдобрите филмови за годината каде што ги бираме. Веќе се пополни листата од 50 хорор филмови, вклучувајќи ги 10 за кои што ќе ви говорам во оваа емисија. Меѓутоа, во игра се сите конкуренти кои што ќе бидат спомнати во текот на ова издание, така што ќе биде богато со наслови и не се сомневам дека еден од нив можеби ќе се најде во 10 најдобри во текот на годината. Ако не се лажам, околу 220 филмови до сега поминаа, така што кај да е до 300 ќе бидат изгледани во рамките на оваа емисија. И сега ова ви го кажувам за да се гледате за колка конкуренција треба филмовите да се пробијат во овој октомври, кој што искрено можев да забележам поголема доза на хорор филмови кои што се појавија, така што акцентот беше ставен на развеселувањето на љубителите на жанрот, така што ќе ви говорам за квалитетни изданија во рамките на емисијата. На почетокот на емисијата слушнавме две композиции кои што се наоѓаат на новиот албум на Arcadian Child, како што и самите можевте да забележите. Пред се станува збор за композиции кои што продира на неопсиходелија, сродни со Наксатрас се овие момци кои што ни доаѓаат од Кипар, односно од Лимасол. Станува збор за комбинација на прогрок со ориентален призвук. Претходно имаат неколку 12-инчни изданија, меѓутоа албумот Proto Psycho е нивното ново издание, издадено за Ripple Music, за која што издаваат и Wofat, и Black Wolf, и Most Generator, така што ова е една сега веќе станува се попопуларна издавачка куќа кај стонер бендовите, односно во почетокот на емисијата ги слушнавме Snake Charm и Wave High, а во продолжение слушаме Sour Grape, која што исто така се наоѓа на Proto Psycho. Данс е Макабре е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е да се доближи квалитетниот филм до секој слушател и да се воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 449 пат. Јас сум Златко Ѓелески, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре, 449-то издание, именувано како Став и трепет во октомври, односно преглед и анализа и рецензирање пред се на најквалитетните хорор филмови кои што се појави овој октомври, а прегледот го започнуваме со долгометражниот филм именуван како Ноктурне. Ноктурне е режисерско стварување на Зук Квирке, стана збор за првиот долгометражен филм кој што го има работено, откако претходно ги има снимено кратките Ghosting, Tiny Bible, стана збор за еден надприроден трилер во серијалот на 8 филмови кој што ќе ги продуцира самиот Blumhouse под етикетата Welcome to the Blumhouse, кои на најдобар начин умеат да си го продадат тоа што има, да си го понудат со панделга на него и да го постават на Amazon Prime, со што морам да ги пофалам покрај овој филм. Објавија 4 во овој месец, имено Black Box, Evil Eye и The Lie, просечни трилери кои имав можност да ги погледнам, од кои драстично скокнува Ноктурне, не само поради визуелната чистина за која што се погрижи кинематограферката на Наркос и High Fidelity, Кармен Кабана, туку и поради идејната замисла во која се разработува мотивот за пред се продавање на душата за стекнување на просперитет, налик The Perfection и Starry Eyes, а во самиот филм станува збор за
една талентирана пијанистка, глумена од одличната предсежанровска миленичка Сидни Свини, која што го прави овој фаустовски договор, трагајќи по успех и слава, заземајќи го местото на природно надарената музичарка која што пред се е незината сестра. Сега сопругништвото е постоечко, затоа што повлечената сестра е вообичаена, а не исклучителна и не го привлекува пред се вниманието на незините професори, меѓутоа ќе пронајде една античка списа со ѓаволска композиција која ќе биде од помош пред се за импресионирање на судиите, најпрво крадејќи ја композицијата со која ќе настапува на аудицијата од незината сестра и продолжувајќи го ривалството помеѓу аспиративните пред се сестри. На природните елементи доаѓаат во преден план кога треба да се плати пред се цената на ѓаволот, а на Џулијард знаете дека ги примаат само најдобрите, а екстровертната сестра ги има сите изгледи за да биде дел од најпрестижното училиште, доколку не биде нели повредена од суперништвото. Цртежите во книгата сведочат за одвивањето на чинодействијата, на клетвата од инвокацијата до смрт. Ја нема филмот радикалноста која што имаше The Perfection во поигрувањето со концепцијата, меѓутоа одлично ја доловува заемната љубомора и поривот за опортунизам кој што раѓа презир во оваа драматична ситуација, каја што е поставена во жанровските рамки на Мефистотеловиот договор пред се. Што не е некој си нов шаблон во жанрот, напротив, но е барем солидно снимен и изведен, доволно за да биде еден од поквалитетните хорор филмови работени на музичка тематика оваа година и не може да не погледнете филм кој што има толку убав плакат како што го има овој, ако ништо друго, барем Џули Бенс од Пила глуми во овој филм, така што е една интригантна надприродна пред се ситуација во која што треба да се бори главната протагонистка, која и не е баш толку наивна колку што е прикажана на почетокот на филмот, заради тоа што сите трагаат нели по таа трошка слава која што сметаат дека ја заслужуваат, а музичарката е една од нив. Во продолжение ќе ја слушнеме најавата за хорор филмот Alone. Alone е режисерско остварување на Џон Хајамс, односно станува збор за неговиот седми долгометражен филм. Тој има работено на ТВ серијата Black Summer, на филмот All Square, на Dragon Eyes, на Z Nation ТВ серијата, на One Dog Day, на Universal Soldier Day of Reckoning. Не се ова наслови кои што еден режисер треба да се пофали дека ги има работено, меѓутоа ете Џон Хајмс ги има. Станува збор за Alone, неговото ново остварување кој што е survival horror во кој што Џули Вилкокс глуми неодамнешна вдовица која е киднапирана од ладнокрвен убиец и се обидува да избега од неговото заробеништво. Меѓутоа се наоѓа во шума и е препуштена на милост и немилост на елементите на природата, па започнува една брканица за преживување низ брзи реки и студени ноќи. Тоа што многу ми се допадна во филмот беше неговата поделеност на поглавја. Не баре читате книга за агонијата на девојката која што му бега на убиецот. Премисата е неиновативна затоа што е подлога на мал милион филмови, меѓутоа кинематограферот Федерико Верарди сними впечатливи секвенции во дивината кои доволно се одлично пред се монтирани со тоа што нема вишок на сало овој филм кој би го успорил темпото или би го застранил гледачот. Филмот е фуриозен од самиот почеток кога се воспоставува нели играта помеѓу мачката и глушец и не попушта до самиот крај, така што ова е еден од најдобро реализираните survival horror филмови кој можеби нема доволно содржина за да воспостави побогати релации на ликовите кои што се архетипи, но таму кај што е дефицитарен на содржина, надополнува со самата негова форма. Тензијата и прогонувањето започнува најпрво на автопатот, кај што брканицата се изведува со заканувачките автомобили, потоа се поставува прашањето дали би му биле од помош на некој сомничав непознат, кој е во неволја и што ако тој па е убиец. Магнет и XYZ Film стојат за ова филмско остварување кое ќе го држи во исчекување секој гледач и покрај ригидниот број на ликови на кои што се темели. Филмот играше на Мамот филм фестивал и представува ремейк на шведскиот филм Forsvunnen, односно Gone од 2011 година. Тоа е Alone. Во продолжение слушаме најавата за бизарниот Fingers.
Филмот Fingers е режисерско остварување на Хуан Ортис, втор негов филм по Дженифер Хелпас. Станува збор за еден од тие филмови во кои што треба добро да се запрашате за што точно гледате и што се случува, заради тоа што Сабина Фридман Сайц и Джереми Гарнер глумат во овој филм во кој што Аманда има фобија од телесни недостатоци на луѓето, односно има параноја кога ќе забележи пред се кога се манифестира штом се појави еден незин колега на работа кој му недостасува малиот прст на раката. Во филм во кој што се појавува Майклс and Майклс од The Greasy Strangler, може да замислите дека ништо од тоа што ќе го погледнете нема да биде баш вообичаено. Филмот кој ви предстои, јас го категоризирам во таа групација на what the fuck филмови, односно жанровски диаманти кои пркосат на рационалното структурирање, содржат абсурдни, неретко нереални ситуации во кои бизарните ликови го водат гледачот во пространства кои што ретко има можност да ги допре, затоа што патешествието до нив е исполнето со извитоперености. Таков е случајот и со ова инди остварување на Random Media, кое што играше и на Knoxville и на Fright Fest, кај што беше пофален од колегите кои има можност да го погледнат од екипата на Фангорија. Чинодействијата се релативизираат, хуморот е суопарен, како во коеновските филмови, но доколку би ги помешале со блескавоста на Џон Вотерс од почетокот на неговата кариера и рационалноста на Линч, како и бизарните ликови кои што ги содржат филмовите на Џим Хоскинс, па и на Тод Солонс, ајде да го напоменеме, ќе се добие една подобра представа за филмот за кој се обидувам да ви говорам во оваа емисија, заради тоа што само на тој начин мислам дека може да му придете. Кинематографер на филмот е Кристина Стела од After Midnight, кој што ја составува дружината на автори на независни хорор филмови кои што снимаат за мал буџет во САД, една Mumblegore дружина во која присутен е нормално и Гарнер, кој што го гледаме и пред камерата во филмот, кој доаѓа до израз во самиот грабеж кој што се случува во делото. Во овој наплив на идеи кои се размрежуваат во творбата, не баш сите си го наоѓаат своето место во неа и некои апсурдни ситуации се исилени за да предизвика пресаканата реакција на очудување кај гледачите, но несомнено дека ова е еден бизарен филмски потфат кој што допира до пред се едно интуитивно поимање на нештата кај самиот гледач, едноставно се поврзува на едно тонско, на едно примарно гледање, кое што е сосема поразлично од тоа што сте навикнати во филмовите кои што играат во големите мултиплекси да ги забележите. Така што ако сакате по-бизарни остварувања, Fingers е дефинитивно филмот за вас. Во продолжение слушаме најавата за комичниот The Wolf of Snow Hollow. The Wolf of Snow Hollow е режисерско остварување на Джим Камингс, трет долгометражен филм по No Football Here и впечатливата комедија Thunder Road, моментално работи на The Beta Test. Станува збор за врколачка комедија, каде што режисерот го глуми и смотаниот полицаец кој што се соочува со грозоморни убиства, кои не се практика во животот на малото планинско градче завиено под снег, меѓутоа секоја полна месечина се пролева крв на снегот и се распарчуваат човечки тела на жителите. Офицерот Маршал, кој оглуми самиот Камингс, се соочува со предизвиците на приватен план, обидувајќи се да ја израсне својата ќерка тинејџерка која му е доста непослушна, подеднакво колку и незиниот дедо, глумено за жал починатиот Роберт Форстер, кој не сака да се пензионира, надвиснувајќи му над глава на синот. Офицерот се наоѓа во доста блесави и комични ситуации со кои мора да се носи. Најпрвен со наивноста на мештаните, а потоа се со справувањето на крволочните убиства, кои не сака да прифати дека ги има изведено пред се врколак, како и секој нормален човек. И тоа ништо не е нормално во Snow Hollow. Така како и во Thunder Road, комедијата е најсилниот адут на овој филм, во кој врколакот е доволно дозиран за да биде застрашувачки, посебно во запамтливиот широк план во кој што се подигнува на задните шепи. Кога треба да се долови пред се изолацијата на малите места, тогаш секогаш добре дојден е композиторот Бен Лавет да додаде пред се на атмосферичноста, доловена од кинематограферката Натали Кингстон, која што работи на Lost Bayou, која несомнено дека успева да го сними соседното градче на Фарго, кај што се одвиваат овие трагикомични чинодействија, впечатлива
е и Рики Линдхолм од Knives Out Yonder the Silver Lake, која што глуми во исто така во овој филм како помошничка на офицерот, кому и тоа како му е потребна сета помош што ќе ја добие, затоа што тешко се излегува на крај најпрвин со неговите неспособни колеги, а потоа и со самиот убиец, кој иако не е тоа што би го замислиле, нема да го потхрани разочарувањето, затоа што додека дојде до неговото обелоденување, веќе сте преживеале една одлична комедија. И мислам дека имаше една епизода од Fear Itself која го содржаше сличен барем концепт и пресврт кој нема да ви ја напоменам како се нарекува таа епизода за да не го откриете. Меѓутоа комедијата е најсилниот адут дефинитивно на ова дело кое што знаеше да ме насмевне мене лично. Камингс се обидува да биде Джим Кери на денешните генерации. Не знам дали му успева, но сигурен сум дека сними една од поквалитетните хорор комедии оваа година, а и тоа како имаше голема конкуренција и конечно да забележиме едно убедително прикажување на врколаци во хорор филм по подолго чекање. Орион е продукцијската куќа која што го дистрибуира The Wolf of Snow Hollow. За крај во овој сегмент ќе ја слушнеме најавата за Кокоди Кокода. Кокоди Кокода е режисерско остарување на Јоханес Нјухолм, втор негов долгометражен филм по The Giant, има работено и неколку краткометражни филмови. Станува збор за надприроден, ајде условно кажано фолк хорор, во кој по смртта на нивното дете еден пар оди на патување, кај што се обидува да се пронајдат себе си и да ја поправат нивната врска, во која има една огромна невидлива душевна јама, која со ништо не може да ја пополнат. Во блиската шума, кај што кампуваат, доаѓа еден харизматичен карневалски предводник со својата свита, кои понираат од своевидна детска песна. Меѓутоа, како и сите бајковидни прикази, тие се помрачни од тоа што би ги замислиле, па затоа ги држат во заробеништво на времето и просторот патниците низ шумата во еден тавтолошки пекол, од кој секој ден се будат од сонот и се наоѓаат во таа ситуација на Groundhog Day, од кој излезот е речиси невозможен и завршува со нивно убивање од страна на циркуската трупа. Искористени се сегменти од театар на сенки за на инфантилен начин да се долови трагичната предложка пред се начела кои се одвестува на бајковидната премиса, која добива на ирационални агенси, кога трупата буквално систематски ги убива нивните посетители ден по ден по ден по ден. Делото сведочи за позиционираноста на ликовите од лошо во полошо кога заглавуваат, кај што една траума се надополнува со друга, во која нивниот живот е загрозен и со самата борба за преживување се будат од месечарењето низ животот и се подготвени да се соочат со новите предизвици на наредниот ден. Се разбира доколку избегаат од тој редундантен циклус на магичниот круг во кој што се заглавени шведските кинематографери Тобиас Хоем Флюкт и Јохан Люнбург одлично ги доловуваат волшебните представленија на шумата, која ги држи како своји заложници посетителите, кои кампуваат буквално на погрешното место кај што се наоѓаат. Насилна терапија на скршеното семејство која ги лечи пукнатините со желбата за преживување. Белата мачка се извинувам уште неколку бизарни премиси се присутни во ова дело, за да посведочат за постоењето на надприродните елементи кои што пред се ги впрегнуваат духовите на шумата. Филмот играше на минатогодишниот Санденс, потоа играше во Ротердам, Гетеборг, Night Visions во Финска, играше во Сиетл, на Карлови Вари играше во Рејкјавик, Лондон, Солун филмскиот фестивал, пред Dark Star Pictures и Arrow да го дистрибуираат филмот широм светот. Секако дека нема да бидат за секого подвизите на мистериозната тројка во шумата и нема да биде за други можеби доволно инвентивен овој Groundhog Day хорор филм, но некому ќе му се погодат баш бизарностите, иако за мој вкус би сакал да станат по екстремни и повпечатливи во секоја нова варијација
рекреација. Штом се умира, на крајот на денот може да се оди во секоја крајност, барем според мене. Меѓутоа, доколку сакате по-бизарни фолк хорор филмови, тогаш дефинитивно Коко да е за вас. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение на емисијата ги слушаме Мистер Байсон, односно станува збор за бенд кој што претходно го издаде нивниот албум Holyoke во 2018-та, претходно мислам дека беше Астероид се нарекуваше нивниот албум. Тие оваа година го издадоа Seaward, станува збор за албум инспириран за преданието на 7 бисери на Афродита кои што паднале во морото, кои кога паднале на неговото тло ги имаат создадено 7 острови во Тосканскиот архипелаг. Станува збор за еден space prog, еден heavy psych, еден stoner блуз кој што е издаден за Subsound Records, лейбл кај што издаваат Zoo и голем број на други джез и фьюжн артисти, каде што се наоѓа и новиот албум Seaward на Мистер Байсон, бендот кој што ни доаѓа од Цесина, од Италија. А од овој албум ќе имаме можност да ја слушнеме одличната насловна тема Seaward, потоа ја слушаме From the Abyss и по неја следува I'm the Storm. Уживаме во Мистер Байсон и потоа се враќам во етер за да ви говорам за преостанатите 5 филмови кои што се појавија овој октомври. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс и Макабре, 449-то издание, во кое што ви говорам за 10 најквалитетни хорор филмови кои што се појавија во текот на октомври, односно издание именувано како Макабре Филмфест, 9-та едиција, која што има поднаслов Страф и трепет во октомври. Со прегледот доаѓаме до филмот Рентапел. Рентапел е режисерско старување на Џон Стивенсон, станува збор за неговиот прв долгометражен филм, кој што претходно има работено како кинематографер, односно како директор на фотографија на ИТ. Станува збор за психолошки хорор филм, кој што се одбива во 90-тите години на минатиот век, кај што еден осамен ерген, именуван како Дейвид, глумен од Брайан Лендис Фолкинс, бара свој виден излез од секојдневната рутина на за грижата на неговата мајка со деменција, при обид за наоѓање на партнерка преку видеоогласи за состаноци, тој ја открива во купчето на видеокасети VHS касетата Рентапел, на која се појавува харизматичниот и шармантен водител Енди, глумен од Уил Уитон, кој на неговиот гледач му го нуди пред се потребното пријателство, односно сочувствувањето, сослушувањето и пред се дружбата за победување на самотијата. Меѓутоа, љубомората помеѓу нив излегува на површина кога Девид ќе се обиде да донесе девојка во домот, кај што водителот на видеоснимката ќе се почувствува навреден затоа што неговиот пријател го посветува неговото внимание на друга личност, а не на него. И искрено конечно да погледнам бизарен и инвентивен хорор филм кој го откупиле поранешната култна AFC Midnight, која во минатото беше синоним за крвав квалитет, па со овој филм мислам дека е на прав пат да се врати на тронот, иако нема доволна доза на крв делото за да биде крвен хорор филм. Има доволно бизарности во болниот сооднос воспоставен помеѓу гледачот и водителот на видеокасетата, кој го менува неговиот однос и говор во зависност од реагирањето на гледачот, што пред се е уникатен концепт. Малку се тие кои на искрен начин приоѓаат на ретро естетиката и пред се на VHS културата, па овој филм може да се вброи во ретките итерации, интерактивните видеоснимки биле поим за разбранување на имагинацијата во минатото, дури и Beyond the Gate мислам дека беше филмот за VHS касетата која што доаѓала со тие интерактивни видеоигри во минатото, а денес па се заменети овие филмови нели со вештачка интелигенција и незиното излегување надвор од рамките на контролата, меѓутоа има поголема магија во видеолентата која со незиното гледање ја менува содржината, што е инвентивна прецена и надреална наративна постапка. Кинематограферот на Хоукс, Скот Парк е заслужен за наклонувањето на ретро естетиката од минатото. Филмот играше на престижниот Сиджес и претпоставам дека кога ќе го погледнете постерот,
ќе бидете одвратени од гледањето на филмот, меѓутоа баш поради неговата атипичност и аматеризам пред се ме привлече да му дадам шанса и тоа како не зажалив за погледнато, затоа што и покрај тенката премиса ми го задржа вниманието со актерскиот перформанс кој можеше да ескалира порано за мој вкус, но добро е што постои градација во ова дело, кое за жал сметам дека ќе се заборави и ќе стане култно во иднина за тие што ќе имаат можност повторно да го откријат. Така што внимавајте на Rent-A-Pal и внимавајте што изнајмувате пред се од вашите најблиски видеотеки кои што не постојат повеќе. Во продолжение слушаме Love and Monsters. Love and Monsters е режисерско стварување на Майкл Метјус, втор негов долгометражен филм по Five Fingers for Marseillais. Станува збор за монстер комедија, 7 години која што настанува по апокалипсата, во која од инсектите настанати се джиновски монструми кои што владеат со светот. Джоел Доусон, глумен од Дилан О'Брајан, и останатите припадници на човечкиот род се кријат во подземјето, во Дувла, односно во скривници. Тој воспоставува комуникација со неговата средношколска девојка, односно Ейми, глумен од Джесика Хенвик, која е оддалечена во друга колонија на едно 80 милји од него. Добива нарав повторно да биде со неа и да ја проложи љубовната врска која била прекината од настанувањето на крајот на светот. И Джоел смета дека е бескорисен за неговата колонија, со оглед на тоа што тој придонесува само со едно јадење кое им го приготвува на припадниците и ништо повеќе. Смета дека во него лежи херојски подвиг да биде повторно сплотен со саканата, па смогнува сили да оди на една авантура да го испешачи просторот кој ги разделува, поминувајќи неистражена земја со која владеат пред се монструмите. Земете предвид дека нема убиено монструм во животот, меѓутоа во него дамити се криел еден притаен херој кој е способен за многу повеќе од тоа што другите кои се кријат под земја сметаат дека е пред се. Факт е дека не може апокалипсата без Майкл Рукер, кој е еден од неколкуте луѓе кои ќе ги пресретне насреде неговата авантура, нашиот херој. Така што ова хорор комедија се претвора во херојска авантура и како и на жанровски пред се да биде кодифициран филмот, сепак ќе го задржи вниманието на гледачите кои ќе се поврзат со херојот, која има функцијата на Джеси од Зомбиленд, и филмот представува буквално се што требаше да биде Зомбиленд 2, а не е. Хуморот е смешен, джиновските инсекти се одвратни, но си ја вршат функцијата. Херојот каков таков се бори со нив, пред се да ја исполни бајковидната целост да се пресретне со принцезата, која не е нешто па и заинтересирана за неговото спасување, нека нешто побарало од него. Така што ова е филм за созревањето и соочувањето со предизвиците кои на површина ќе извадат способности кои човекот кој се крие и бега не би знаел дека ги поседува доколку не би се соочил со непријателот. Лахлан Милне е кинематограферот на Минари, Stranger Things и Little Monsters, кој што создава една постапокалипса, кај што нескротената дивина одлично ги заробува ликовите, а Марко Белтрами и Маркус Трамп создаваат една тензична авантуристичка музика, потребна за акционите сцени и за емоционалните предсостави на ликовите. Paramount и MTV го продуцираат делото, кое е забавно и за старо, и за младо, кое нема да му биде досадно да ми биде пред се да ги погледнете квалитетите на првиот Зомбиленд уште еднаш, само што нема еднолични зомбија како противници, туку джиновски црви, полжави, ракови, што ти уште не, а под сето тоа да содржи една хумана димензија за значењето на пријателите со во нечи живот, кои кога ќе ги немате, ќе сватите колку пред се ви се потребни. Така што топла препорака од моја страна да го погледнете Love and Monsters, а доколку сакате да продолжи со еден добар дабл бил, тогаш дефинитивно ви го препорачуваме и Spontaneous. Spontaneous е
Режисерско остварување на Брайан Дуфилд, станува збор за сценаристот на Babysitter и Underwater, кој што го снима неговиот прв долгометражен филм, а во најава му е Vivian Hasn't Been Herself Lately. Станува збор за хорор комедија во свет во кој ученици во средно училиште почнуваат спонтано да експлодируваат и да се чувствуваат како да глумат во Скенерс на Кроненберг, во филм во кој што Мара, глумена од Кетрин Ленгфорд, и Дилан, глумен од Чарли Пламер, започнуваат љубовна врска, кои знаат дека секој ден може да им биде последен, затоа што ниту има начин да се дознае што го предизвикува експлодирањето, ниту пак има лек за да се спречи истото. Самиот чини тоа што никој нема да им го гарантира утрешниот ден, нивната љубов процветува, бидејќи буквално го живеат секој ден како да им е последен. Најпрвин експлозиите се крвави, така што таму кај што не требало да се штеди, не се штедело. Хуморот е најсилното оружје на филмот, затоа што диалогот е напишан мудро, со актуелни досетки кои би ги говореле младите денес, со понекоја That's what she said фраза вметната во нив, фрлена на правото место за да се воспостави непосредност во нивната заемна предсеврска, кај што дури и гледачите ќе се заљубат пред се во нив. Најзабавниот жанровски филм кој што сум го погледнал во текот на годината, кој е рамо до рамо со бизарниот Detention, само што овој филм има една силна човечка нишка која ги приврзува гледачите за ликовите, за да може да им го откорне срцето во еден замав, што е мајсторството со кое може да се пофалат врвните пред се хорор автори. Филмот е продуциран од Awesomeness Films, што значи дека е работен со независен дух, снимен од страна на кинематограферот на Bandersnatch и Evil Dead Aaron Morton, кој умее да сними coming of age драма и да ја испрска со тони крв. Пайпер Перадо исто така си го најде местото во филмот, кој треба да представува пример за тоа како треба да се снимаат денешни хорор комедии. Тука можеме да правиме една кратка музичка пауза, во продолжение на емисијата ги слушаме Kings of the Valley, односно станува збор за нивниот истоимен албум, бенд кој што е оформен во 2016 година. Овие стонери имаат опасни рифови, мелодичен бас, проследен со милозвучен вокал и пред се клавиатура која што продира со еден шарм од 70-тите години и пред се психоделичниот вајб, имаат прогресивни елементи во комбинација со стонер елементи. Дистрибутер е култната Stickman Records и наликуваат на комбинаторика на пред се на нивните Motor Psycho, почетоците на Crimson, да ги земеме, и подсетуваат како на Yawning Man. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Трондхаим, од Норвешка, и од нивниот истоимен албум ќе ја слушнеме At the Gate, The Golden Shore и Living by Default. Уживајте во Kings of the Valley и потоа се враќам во етер за да ви говорам за последните два филмови кои што ги издвоив во ова издание на Дансе Макабре, именувано како Макабре Film Fest број 9. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 449-тото издание на Дансе Макабре, именувано како Макабре Film Fest, односно 9-ти дел. Емисија чие што издание е посветено на жанровските филмови кои се појавија во рамките на овој месец, имено со прегледот доаѓаме до последните два филмови за кои што ќе ви говорам во текот на емисијата, односно во продолжение слушаме најавата за Bad Hair. Bad Hair е режисерско остварување на Джастин Симијан, втор негов долгометражен филм по Dear White People. Филмот и серијата. Филмот за Bad Hair не враќа на 1989 се извинувам година, кога музичките видео канали владееа со светот. Тие беа прозорецот во кој што во постоењето кој што ги држеше младите залепени за малите екрани, кај што младата и амбициозна Ана Блуцо, глумена од Ел Лорейн, се обидува да биде виджеј на емисиите кои се емитуваат на телевизијата, но постојано доаѓа на критики дека ја нема потребната коса, потребната облека, несоодветна боја на кожа има, па затоа работи за Culture, телевизијата кај што афроамериканците може да се
израда слободно, додека не дојде замена на раководството на станицата, кај што ќе застане пред се новата шефица, која комплетно ќе сака да го промени изгледот на станицата, а не е соочена со предизвиците на работното место да биде тоа што не е, па затоа подлегнува на притисокот да се видоизмени за да биде попривлечна за аудиториумот и оди кај една сомнителна фризерка, која треба да ја помогне да го постигне зацртаниот изглед, која поседува вештачка коса за по третманото од кадравата коса да добие права коса, на која сите ќе и завидуваат, меѓутоа таа коса се покажува дека е тешка за одржување, затоа што е составен дел од една прастара вештерска клетва, која го оживува пред се влакното, кое бара одржување, односно прехранување со човечки жртви. Верувам дека сегментот од имплантираната коса од Бодивекс на Карпентер и тоа како има удел во создавањето на оваа творба, која визуелно подсетува и на Hair Extensions, односно XT, и како ако нешто пред се научивме од ефтините азијски хорор филмови од 2000-тите, дека комичното ќе делува пред се задавувањето на косата, што во сцените додека се нанесува и шие со игла во кожата, знае да биде болно и убаво за гледање, меѓутоа во неколку од визуелните ефекти на пуштените коси не делува баш застрашувачки, туку комично, за пофалба пред се е ретро аспектот и прикажувањето на хиерархијата во фирмата, во овај симулакрум на MTV, како и систематскиот расизам и сексизам со кој треба да се носи пред се. Ана, меѓутоа, иако ги има хорор елементите во полник, не баш сите се делотворни, како што веќе ви напоменав, сепак филмот го имаше своето деби на Sundance оваа година, потоа играше од Чикаго и Стокхолм, продуциран е од Culture Machine и поставен на стриминг сервисот Hulu, кој, мислам дека преку него што беше купен оваа година од Sundance, затоа што ова е баш таков инди хорор филм какви што ги милуваат од Hulu. Топер Осборн е неговиот верен кинематографер на режисерот, кој што ги врати 90-тите на големиот екран, а композиторот Крис Пауерс од Green Book беше заложен за создавање на интензивната музика кога косата ќе стане убиствена и кога ќе се наговести нејзиното оживување. Джеймс Ван дер Бик, Кели Роланд, Ашер и Блер Андервуд глумат исто така во филмот Bad Hair. Ако сте љубители на хорорите од 90-тите, Bad Hair ќе биде една убава реминесценција за таа ера. И за крајот на емисијата одвојуваме време за еден документарен филм, односно станува збор за документарецот Fulci for Fake. Fulci for Fake е режисерско старување на Симоне Скафиди, односно 6-ти негов долгометражен филм, ако не се лажам. Тој претходно има снимено и филмот La Festa и Ева Браун. Документарец кој што пред се Симоне собра сили да го сними првиот целосно посветен документарен филм за најапсурдниот италијански режисер, една неодгатлива енигматична појава која се нарекува Лучио Фулчи. Сандро Битето е актерот кој треба да го глуми Фулчи во сценираните сегменти од филмот, па бара совет и сугестија од најблиските членови на фамилијата на Лучио за тоа како да го глуми режисерот, односно има потреба од спознавање на темпераментот кој што го поседувал Фулчи, па затоа се обраќа кон неговите ќерки за да му дадат јасна представа каков бил Лучио приватно, за да може да го одглуми. Направени се интервјуа со неговите најверни соработници, од актерите кои глумеле во неговите филмови до кинематограферот Серджио Салвати, кој е задолжен за неговите луцидни идеи да ги префрли во фотографијата, потоа со одличниот композитор Фабио Фризи и неговите прогерски, односно прогресивни рок-н-рол композиции кои ги красат самите скорови на филмовите, па успеале на моје големо изненадување да го најдат неговиот чирак Микеле Соави пред камера да го стават, за да посведочи за методот за работење на маестро Фулчи. За жал нема изјава од другиот чирак кој стана негова најголема конкуренција, кој на неговата смртна постела, додека цела Италија му го заврти грбот, ќе му помогне да го продуцира неговиот последен филм, односно The Wax Mask, и ќе го дорежира по неговата смрт, само за да биде комплетирано делото. Стана збор за Дарио Ардженто, кој за жал го нема во овој филм, кој бил единствениот човек кој се заложувал Фулчи во залезот на кариерата да комплетира пред се неговото дело, кога му се влошува здравствената состојба и нема повеќе и желба и волја за да работи, ниту пак сила за да се справи со задолжението за снимање на неговите филмови, од помош и една од неговите ќерки во процесот на снимање, така што
Тоа што најмногу ме израдува, што беа интервјуирани познавачите на неговата филмографија, кои беа добро запознаени за неговиот богат стилски израз, од шпагети вестерните до A Lizard in a Woman's Skin, Don't Torture a Duckling, The Psychic, Zombie, City of the Living Dead, The Beyond, The House by the Cemetery, The New York Ripper, The Devil's Honey, еден од моите најомилени филмови со една прекрасна сцена која што еротска сцена која што ја поседува, која што никој нема да може да ја надмине, а Енигма, кој што го снимаше на Балканот, а Cat in the Brain и многу други филмови. Има метод во неговото лудило, со оглед на тоа што Фулчи знаел што прави и зошто и крши нормативите на ирационалноста, но исто така бил поведен од кошмарната ирационална имагологија, која го прави да биде еден од италијанските мајстори на занаетот, како кој никој денес не снима такви филмови. Филмот играше на Венецијанскиот филмски фестивал, потоа играше на Ситџес, играше на Night Visions во Финска, на Хорорфест играше во Јужна Африка, на Велшкиот Абертуар и Северен Филмс, стожерот на квалитетниот и обскурен хорор филм, го најмија филмот да бидат дистрибутери на Blu-ray изданието на овај одличен документарен филм во кој што надолго и на широко се говори конкретно за значењето и уделот кој што го имаат делата кои зад себе ги остави Лучио Фулчи во неговата богата филмографија. Само да ги напоменам заради тоа што нема да имаме време да ви говорам за нив, меѓутоа имав можност да ги погледам и 12 Hour Shift, еден слешерен со доста комични сегменти, режиран од Брија Грант, Let's Scare Julie, еден real-time слешер хорор филм, Save Yourselves, една хорор комедија која што може да ја погледнете ако сте љубители на овој поджанр. Реализирана беше антологијата Books of Blood на Клајв Баркер адаптацијата, потоа еден култистички Spiral, погледнав и хорор комедијата Homewrecker, како и слешерот Fear Farm и да не го заборавам Death of Me, режисерското остарување, односно туристичкиот култистички хорор филм на Дарен Лин Боусман од Пила и вчера ја погледнав хорор антологијата The Mortuary Collection, ми се допадна, исто така би била составен дел од 60-те хорор филмови на годината, меѓутоа, ете, овие 10 беа пополнети веќе, така што немаше место за The Mortuary Collection, меѓутоа и тоа како е вредно делото да се погледне за сите тие кои што се љубители на хорор антологиите, дело кое што може да го најдете на Shudder во развиените земји кои што не се плашат да го имаат во посет овој стриминг сервис. За крајот на емисијата ќе слушнеме една композиција која што се наоѓа на албумот на Pallbearer, односно Forgotten Days, извинувам, последниот албумот издаден за Profound Lore, претходно беа издадени албумите, а сега издаваат за Nuclear Blast, четврти албум по Heartless, иако Foundations of Burden надолго и на широко се пушташе во оваа емисија во 2014 година и уште на претходниот албум ги восприемаат пред се флојдовските и камелските прогресивни влијанија, тука само им дава дополнителен облик во амалгам со нивната епска думерска меланхолија, евидентна на овој албум кој што удираат силно. Pallbearer се опасен бенд кој што ни доаѓа од Little Rock од Аркансас, формирани 2008 година, од кој што ќе слушнеме долгата Silver Wings. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 449-тиот гримоар на Дансе Макабре, го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријаат тајните на универзумот. Доненото издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се. Среќен Хелоуин!